Проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет, чија главна цел е спречувањето на палењето на сламата и остатоците од жетвата на полињата во Кочанско, продолжува со втора фаза. Во неа преку средби со земјоделските производители ќе се укажува на неопходноста од зачувување на животната средина. На работната средба што ја организираше Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка, кој е носител на проектот, присуствуваа представници од општина Кочани, од местните и урбаните заедници, од комуналното претпријатие Водовод, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и индивидуални земјоделски производители, при што се договараа на тамошните активности и мерки за собирање и искористување на сламата за производство на компост. Подигање на свеста на земјоделците, сите оние кои што се занимаваат со одгледување на житни култури, за тоа како влијае штетно палењето на жетвените остатоци. Значи, овој проект има за цел да со неговите активности да допринесе кај земјоделците за употреба на оние минимум основни моменти за користење на добрата земјоделска пракса, нивна примена во нивното производство на житните култури, со што би се допринело за зачувување на животната средина. Исто така, овој проект нуди и алтернативни решенија за справување на земјоделците со жетвените остатоци. Значи, со сите тие потребени алтернативни решенија би се дошло до намалување, значително намалување на лошото користење, лошото справување со жетвените остатоци или поточно, едноставно кажано, палењето на жетвените остатоци. Во соработка со комуналното претпријатие Водовод од Кочани, воспоставен е модел за собирање на сламата од ризовите ниви и нејзино транспортирање до станицата за пречистување на отпадните води кај селото Мојанци. Таму сламата се искористува во процесот на филтрирање на водата од фекалната канализација, пошто со посебна хемиска постапка се добива органско ѓубриво. Од локалната самоуправа на Кочани најавија подобрување на условите за собирање на сламата од полињата и за нејзин транспорт до пречистителната станица за отпадни води. Ние како локална самоуправа веќе предвидовме тие околу 12 километра. Како локална самоуправа веќе предвидовме средства и во тек е јавната набавка, пошто ќе почнеме веднаш со реализација, односно прочистување, пробивање, тампонирање на сите пристапни патишта до нивите, да возможиме земјоделците исто така да полесно доаѓат и полесно го собират како родот, така и сламата. Понатаму, со пречистителната станица, значи еден голем дел, во колку изнајдеме заедничко решение со земјоделците и јавното комунално претпријатие за потребите на пречистителната станица, значи една количина од сламата ќе биде соберена, односно преземена од страна на јавното претпријатие на начин на кој што ќе биде договорено со земјоделците. Проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, што е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а во координација со Фармахем од Скопје. Нема повредени патници ниту персонал во патничкиот воз што сообраќа на линијата Кочани-Скопје, откако во средата претпладне излетал од шините. Според информациите од јавното претпријатие Македонски железници, возот што утрото тргнал од железничката станица во Кочани за Скопје се излизгал од пругата при влез во станицата Јане Сандански кај Скопје. Во возот имало 20 патници, но нема повредени, а причината е мала материјална штета, затоа што брзината на движење била исто така мала. Железничкиот сообраќај во правец Скопје-Велес бил во прекин повеќе од 5 часа. Во официјалното соопштение стои дека околу 8 часот и 25 минути во полицијата било пријавено дека при влегувањето во станицата Јане Сандански возот на релацијата Кочани-Скопје со предните тркало од локомотивата излегол од шините, пошто удрил во метален столб. За среќа, во незгодата немало повредени лица, а увид извршила увидна екипа од секторот за внатрешни работи во Скопје. Технички екипи на Македонски железници проверуваат дали причината за излетувањето е топлото време и проширените шини, или пак причинители се кратците кои украле шрафови од пругата.
По неколкунеделно разлабавување на мерките за организирање на градскиот пазар во Кочани, од овој четврток повторно се направи контрола и состојбата се врати како што беше во периодот на избувнувањето на епидемијата од коронавирусот. Тезгите беа наредени од едната страна на улицата Гоце Делчев, а забележливо беше дека движењето на пешаците, па и на возилата по неа, се одвиваше без поголеми проблеми. Иако дел од трговците кои редовно изложуваат стока за продажба реагираа на обновената контрола и организација на пазарот, сепак од водовод рекоа дека ваквата активност е дел од мерките за заштита од COVID-19, а за што беше донесен и заклучок на седницата на Општинскиот кризен штаб, што се одржа на почетокот на неделава. Имавме кризен штаб во вторникот, каде што беше изречито кажано и донесен заклучок и одлука дека само да биде дозволено на едната страна од улицата да се постават тезги покрај течењето на реката, од таа страна на тротоарот. Истото од Сабајле е испочитувано заедно со редарите од комуналното јавно претпријатие Водовод, заедно со комуналните редари од општина Кочани и во соработка со полициската станица во Кочани. Денес е таа одлука испочитувана, сметаме дека доколку продолжиме така, нема да се доведе во прашање затворање на градскиот пазар. Инаку, сето ова е одлука која што кризниот штаб ја донесува, ние сме како комунално претпријатие членови во тој кризен штаб, даваме и наши мислења и наши сугестии, така да ќе видиме доколку продолжи во оваа насока и вака да се организира пазарот, мислам дека не би требало да има некои поголеми проблеми. Како дел од мерките за намалување на метежот на градскиот пазар, на седницата на кризниот штаб се разговарало и за можноста да им се дозволи само на трговците од Кочани да поставуваат тезги и да продаваат текстилни и други производи. За сега ваквата мерка не се применува, но не е исклучена како варијанта. Исто така имало и предлог за поригорозни мерки, како што е целосното затворање и неработење на пазарот, што веќе беше направено пред околу 2 месеца. Сепак, со оглед што трговците засега ги почитуваат досегашните мерки, во наредниот период пазарот ќе продолжи да функционира со новата реорганизација. Неопходноста од дезинфекција на јавните простори каде е поголема фреквенцијата на граѓаните повторно ги вклучи вработените во територијалната противпожарна единица од Кочани. Тие рачно ги дезинфицираат влезовите на зградите, лифтовите и јавните површини како една од мерките за спречување на ширењето на коронавирусот. По донесениот заклучок од кризниот штаб, почнуваме повторно со дезинфекција на јавните површини. Веќе 2 дена вршиме дезинфекција на трговскиот центар. Тоа се влезовите, лифтовите и пред влезовите на дуќаните, како и градскиот парк. Продолжуваме понатаму секој ден во раните утренски часови по колективните домувања из целата општина. Понатаму ќе биде дезинфекција извршено и пред банкоматите, автобуските постројки и секаде онаму каде што има опасност од контаминација на вирусот. Кога ќе заврши овој процес, почнуваме повторно од почеток од истите површини. Значи тоа нон-стоп ќе се врши, се додека не се донесе друг заклучок на кризниот штаб. Командирот на кочанските пожарникари порача дека во овој период одговорното однесување на секој поединец е многу важно, особено во одржувањето на просториите каде има почесто присуство на граѓани. Задача на секого е да ги почитува мерките, препораките и задолженијата од Министерството за здравство и од Светската здравствена организација, затоа што со одговорно однесување сите може да дадат принос за заштита и грижа за јавното здравје. Кочанската полиција спровела едно лице во државен карантин затоа што не ги почитувало мерките за самоизолација поради епидемијата од COVID-19. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, во средата полициски службеници од одделението за внатрешни работи во Кочани, врз основа на претходно издадено решение со мерка карантин во време трајање од 14 дена, го спровеле 45-годишниот ЗН од неговиот дом во селото Уларци во објект во Скопје што било определено од страна на владата. Лицето не ги почитувало мерките за строга изолација во домашни услови. При тоа, одделението за внатрешни работи од Кочани поднело и кривична пријава против него, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија.
Истиот ден, околу 18 часот и 30 минути на регионалниот пат Превалец, село Смојмирово во атарот на село Блатец Виничко, патничко возило Volkswagen Passat со штипски регистарски ознаки што го управувал 54-годишниот БЗ од Виница, излетало од патот. Во незгодата, возачот и 59-годишниот сопатник ЖА од селото Лаки Виничко биле повредени, пошто се пренесени во здравствената установа во Кочани за укажување лекарска помош. Увид на местото на незгодата извршила уведна екипа од полициската станица во Виница. Пензионерот Кочани во полицијата пријавил дека шалтерски службеник во банка му украл 500 евра. Според известувањето од полицијата, во четвртокот околу 14 часот и 30 минути, 66-годишниот СС од Кочани во полициската станица пријавил дека на 16 јули околу 8 часот и 30 минути банкарски работник во банка во Кочани ја искористил својата службена положба при што ги пречекорил границите на овластувањето. При тоа, при исплата на пензија, повлекол 500 евра од девизна сметка на корисник во банката, а на 66 годишниот СС му дал да подпише налог за исплата во износ од 500 евра. При тоа не му ја врачил сумата што била повлечена од сметката. Од полицијата информираат дека се работи на расчистување на случајот. Во рамки на подготвителниот период пред почетокот на првенството во втората фудбалска лига Исток, Виничка Слога 1934 ја почна серијата пријателски контролни надпревари. На самиот старт на стадионот во Виница, без присуство на публиката, се одиграла средбата со кратовскиот праволигаш Силекс. Виничани наишле на пресилен противник и доживеале пораз од 3:0. Гостинскиот тим уште на крајот од првото полувреме го најавил својот триумф, победувајќи со 1:0. Другите два погодока се постигнати во продолжението од средбата. До победата кратовчани дошле со головите што ги постигнале новите засилувања во екипата Пепи Георгиев и Тантуровски, а стрелец на третиот погодок е Ивановски. И покрај поразот, Слога 1934 продолжува со подготовките за новото првенство, а следниот пријателски надпревар е закажан за сабота со тимот на Росоман.